Мојата цел е зачувување на македонскиот идентитет и широка влада без дуи. Понудата на Ковачевски се уставни измени под бугарски диктат и широка влада со Али Ахмети. Жалам што СДСМ пропушта голема и историска шанса, порачува лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Според него поентата не била ВМРО ДПМН да дојде на власт со некаква широка влада, туку да почне да се гради процес и пакт за национално единство за заштита на националните интереси. Првиот предлог кој го дадов е преодна влада без дуи, измени кои ќе стапат во сила со завршување на преговорите и членството на државата во Европската Унија. Вториот предлог е избори, гаранции националниот идентитет и јазик, економски пакет и заштита на македонците во Бугарија преку спроведување на пресудите на Судот за човекови права во Страсбур и измени од влада без дуи поддржана од опозицијата. Иако на лидерската средба и двајцата кажаа дека договор не бил постигнат, сепак последниве денови главна пропаганда на власта е дека опозицијата прифатила уставни измени. Мицкоски бил подготвен за ваквиот напад, а поканата за лидерска ја прифатил со задоволство, бидејќи единствено логично решение било да се прифати дискусија за европската иднина. Таму понудил решение за проблемот кој власта го створила, а не може да го реши, и покрај тоа што не бил дел од тој проблем. Целосно свесен дека може би определени структури ќе ме нападнат, а кои се во постојана координација со ДУИ и СДСМ. Државнички одговорно е да се носат решенија кои не се на штета на идентитетот, а обезбедуваат европска иднина. ДУИ и СДСМ одлучија преку тие платени инсталации себе наречени опозиционери да ме нападнат мене и ВМРО ДПМН. Целта за последна катарза во опозицијата пред изборите е оправдана, а времето ќе покаже што значил нашиот предлог, а кои биле слугите на ДУИ и СДСМ. Мицкоски смета дека СДСМ имаат единствена намера да донесат решение на штета на Македонија, а ВМРО ДПМН мора тоа да го спречи. Според него, брзо изборно соочување на есен е единствено решение во моментов. Ако се пропушти и оваа шанса, јасно е дека процесот е целосно заглавен, дека СДСМ има намера да донесе решение кое ќе биде штетно, а единствената брана за такви уставни измени ќе останат ВМРО ДПМН и пратениците кои нема да дозволат тоа да помине. Во тој случај, изборите се единственото логично решение. Околу заменувањето на ДУИ во опозиција, Мицковски вели дека не е Ахмети тој што може да одлучува за таа опција, туку СДСМ и Ковачевски се оние кои треба да одлучат дали ќе ја прифатат или не оваа понуда.